Она што го работи Ридли Скот во Малта во моментот, тоа е снимањето на Гладиатор вториот дел, а ви кажував за тоа колку вложува државата Малта како помош за сите оние кои што работат не само Холивуд, кои што работат филмови токму тука на островот. За Ридли Скот ви кажав бројката колка е, околу 64 милиони, и таа е најголемата бројка во 2023 година што државата од буџетот ги издвојува за да снимаат филм тука на островот, и покрај тие пари ќе им врати 40%, значи рефундација од сите пари што ги трошат тука. Ова ме повлече да размислувам на една друга тема. Прво, тоа се многу пари што ги издвојува државата, но кога ќе видите како заработуваат компаниите кои што гравитираат овдека во Малта, кои што живеат во Малта, кои што ги имаат своите бизниси, ќе видите зошто тоа е еден процес кој што е цикличен, си се врти така во круг, и парите практично тие 64 милиони, кога ќе видите како делуваат на развојот на бизнисот што го имаат тука компаниите кои се работуваат со Ридли Скот, тогаш ќе ви биде појасно зошто се повеќе и повеќе се инвестира во филмскиот град, и се повеќе и повеќе не само вакви блокбастери кои што се работеше тука и Наполеон, Jurassic World, новиот Дракула и така натаму, се повеќе и повеќе работат, а државата се повеќе и повеќе вложува. Јас ќе ве потекнам да размислувате на еден друг начин, да видите како сето тоа изгледа. И зашто би било убаво да функционира така секаде. Големите развиените земји што сакаат да ја кренат економијата и на дел од своите гранки во својата држава, привлекуваат вакви режисери, блокбастери, општо градат филмски градови, токму поради ова. Игор Филевски шоу. За почеток ќе ви кажам дека секојдневно Ридли Скот работи со околу 700 до 800, имаше сцени со скоро 1400 до 1500 статисти, значи се вкупно во сцените има толку многу луѓе. Плюс на ова додадете ги уште околу 1500 стаф кои што се тука инволвирани од механичари, дреари, било кои занаетчи, луѓето кои што се доаѓаат од Холивуд, шминкери, мејкап, сето тоа има многу од Шпанија и Италија, сето тоа е инволвирано во тој круг кој што секојдневно работи во филмскиот град. Значи имаме една бројка од 3000 луѓе заокружено, може би се малку повеќе, но јас ќе ги заокружам за да ви ги представам бројките. Околу 3000 луѓе дневно се на сетот. Сите, комплетно. Има денови, например, сенатори се 50-тина, има денови кои што буквално цел ден го преседуваат, едноставно Ридли Скот ги има ставено за денеска на снимање, и мора да се собереме, но не влегуваме на ниеден сет. Едноставно тој ден се прескокнуваат сцените за снимање со сенаторите и тие стојат на страна. Не мора да се платат. Парите одат. Сега, зборуваме за компанијата која што дневно прави само ужинки. Значи не зборувам за онаа која што прави доручек пред да се почне снимањето, пред да се почне шминкањето. Не зборувам за истата таа работи и ручек, туку само она најмалце инволвираната, која што подготвува сендвичи и мафинки за 3000 луѓе секој ден. Тоа е една компанија што ни е нам, кој што живееме на островот, многу позната, се вика Maple и е доста популарна во Малта. Имаат своја фабрика за производство на леп, сендвичи, торти и така натаму. Тие соработуваат со филмски град, со Ридли Скот во случајов, и ги носат тие сендвичи. Значи, има сендвичи спакувани од сите видови. 4-5 врсти, плюс вегански, плюс вегетаријански, и мафинки 3-4 врсти. Тие секој ден испорачуваат по 3000 такви парчиња, сигурно има и малку повеќе, но не ги земам предвид за бројката што сакам да ја кажам. Ке заокружам на 3000. 3000 сендвичи, моја проценка,
е со се мафинките дека вредат 5 евра. Бидејќи на пазарот во малопродажба тоа може да ви чини од 7 до 8 евра. Сигурно за вакви блокбастери е спуштена цената, тие дискаунти се стандардни, но под 5 евра нема шанси да биде тоа. Friday, 8 p.m. New podcast. Секој ден испораката на 3000 сендвичи со мафинки, тоа се дупли сендвичи по 2 за 5 евра, се вкупно дневно 15.000 евра. 15.000 евра имаше два пати по 20 дена снимање во летниот период и сега во зимскиот период има уште 20, значи вкупно 40 дена. 40 дена Maple мора да испорача по 3000 ужинки, сендвичи плюс мафинки, за вкупно 600.000 евра. Значи само Maple за 40 дена има билингс и обрт или не знам како да го кажам, од 600.000 евра од Ридли Скот Гладиатор 2. Од овие 600.000 евра, значи од 5 евра за 2 сендвича и една мафинка, оквирно кажано, сигурно се минимум 2 евра за работувачка за Maple. Тоа веќе може да пресметаме колку голема сума е чистата заработувачка за една ваква компанија од средна категорија, која што испорачува за филмот на Ридли Скот. Сега, 600.000 евра. Каде се тука, например, Сарачинос, кој што прави и ручек, и доручек, тоа се шведски маси, со цедени сокови, со 3-4 видови на јатења, кафиња, мафиња, овошја, буквално цел ден. Тоа се огромни пари. Да не ги споменам, например, Godwin's, која што е една малдешка компанија, која што работи со филмовите, па испорачува електромотори, струја, светла и така натаму, бидејќи излискот не ги носи од Холивуд тука, се ги носи само камерите, па на Vision му ги дава тие 9 камери, 2 лифта и тоа се исто така огромни пари, но тие не се дел од она што го заработуваат малтешките компании кои што се работуваат со Ридли Скот во случајов. On Macedonian language. Сега, направете една споредба со она што сум го зборувал многу пати до сега. Например, ќе направам сега една дигресија и ќе се преврнам на фудбалот на Камп Ноу, бидејќи имав за тоа прилог. Не колку заработува Барселона од влезници, од дресови, од таква продажба. Колку заработува само од кобасиците кои што ги продава на Камп Ноу, кога има 100.000 гледачи, кога беше препон стадионот, па нека има и 80.000, каде што еден сендвич чини 6 евра со кобасица и колкава заработувачката, бидејќи за време на надпревар скоро сите од стадионот купуваат кој по еден, кој по два. Но нема да пресметуваме по два, туку ја пресметаме само по еден да купат, а сигурно се купува, бидејќи тоа е пресметано, видено, по 700 до 800.000 евра од надпревар. Клубот заработува само од сендвичите што ги продава на полувреме, пред почеток на надпреварот, за време на надпреварот, во оние 3 нивоа на зони кои што ги има по едно 15-20 шалтери за сендвичи. 600 до 700.000 евра на еден надпревар само од ковасиците. И ајде сега споредете, например, јас имав прилика во текот на животот пред 15 на 20 години да бидам, да прошетам со високо одговорно лице во, например, Рек Битола, која што има околу 2500 вработени и кога ни зеден муабет, бидејќи седнавме таму, снимавме, работевме и велам, каде е тука, зошто се тепаат и влади и све кои ќе биде на позиција, се може да ги поврзате сите тие работи. Што се случува со државните работи? Кај нас е веќе познато тендерчиња, така. Тука е заработката. Кој ќе донесе, например, во Рек Битола, да кажеме, за 2500 вработени кои што работат во 3 смени, треба да има секојдневно обезбедено по 2500 млекца, 2500 сокчиња, 2500 колачиња, 2500 ручечиња,
2500 сладоледчиња, значи секој мора да добие за време на оброкот. Затоа ќе сретнете во тие големи комбинати во Македонија, во големите компании кои што имаат многу вработени и кои што се до тоа се пријавувани или на тендер, па која компанија кој ќе донесе колачиња. Секој ден по 2500. Замислете, таму најдов, например, видов, јадев сладолед, пие водичка од некои компании, фирми што ги немате во продажба, немате во маркетите да ги сретате, велам, ова е непозната. Па да, она работи само за тендери, вика, и ги покрива тие. Секој ден да произведуваш 2500 чоколадциња, кои што секој вработен мора да ги добие. Затоа се тепаат и партиите во Македонија која ќе освои власта и како ќе се распределува буџетот. Кој потоа ќе освои на тендерче, ќе испорачува дневно, зборам, дневно. 2500 млекца треба да носите во Рекбитола. Каде се другите компании, каде се другите тендери, каде се другите луѓе. Разликата што е, овдека се дели приватниот сектор од приватњак, ќе го земеме предвид дека Ридли Скот е приватен бизнис, тој е негов личен филм, тој го е продуцент и неговата екипа, тие ги обезбедуваат да сите буџети наоѓаат спонзори, подоцна го делат на овие компании. Затоа се инволвира владата, вели, ќе ти дадеме 64 милиони, ќе ти вратиме 40%, снимај овдека во Малта. Затоа ќе кренеме и економијата на самата држава, која што ќе биде практично многуте компании кои што работат во Малта ќе ги земат тие пари, многу голем дел од тие 4 милиони што државата му ги дава на Ридли Скот. И тој среќен, и ние среќни, и државата среќни, бидејќи сите функционираат, сите работат, сите што се инволвираат, 1500 статисти кои што мора да бидат вработени, односно да имаат малтешка лична карта, без разлика дали се странци, 1500 луѓе вработени во оваа држава заработуваат секојдневно од 100 до 200 евра дневно. Например, имаше ден каде што празничен ден беше, јас бидејќи бев дел од сенаторите, 50 сенатори седевме, но се сменија сцените, ние практично ништо не снимивме тој ден. Ништо. А секој од нас заработи по 200 евра. Тоа се 10.000 евра, кои што филмот на Ридли Скот ги исплати на статистите 50, а 1350 плюс кои што работа и снима исто така се исплати. Но кажувам, тој ден отидоа 10.000 евра од буџетот на филмот, едноставно за ништо, само седиш и чекаш. Се сменија улогите, се сменија сцените, не снимаш ти, утре ќе снимаме, добро. Значи тоа се случува, затоа тие филмови блокбастери имаат огромни буџети, по 300 милиони, 400 милиони. Подоцна ги враќаат низ кино салите тие пари од билети, но вложувањето е тука. Токму вака во таа мрежа, како пајакова мрежа распрскана на сите страни, огромна, и затоа државата се повеќе, конкретно Малта, вложува во филмскиот град и привлекува холивудски филмови, не само поради тоа што ќе биде промоција на самата држава Малта. Например, гледате го Наполеон, ќе видите 50-60% од филмот е снимен токму во Малта. Сите тие сцени се снимени во Малта, се борбите, битките по линијата и така натаму. Гладиатор првиот, гледате го, исто така, сега ќе го гледате наредната година. Вториот, целиот е практично снимен во Малта. Спилберг го снимаше Mission Impossible, Jurassic World, најновиот тука беше снимен. Така ја имаат програмирана целата работа да си ја поддржат и сопствената економија. Сега веројатно малку и појасно и ви отварам на друга тема на размислување. Зошто од една страна политичките партии сакаат да бидат на власт заради распределување на буџетот, огромни пари се тука кои ќе ги освои тендерчињата, а од другиот аспект, например држава како Малта, зошто вложува и инвестира во вакви работи, каде што повторно парите се враќаат
тука на луѓето кои што едноставно си го подобруваат и самиот стандард. Зборува за една мала фирма која што го вложува најмалиот дел во овој блокбастер. Сега, каде се големите и колку пари тоа се вртат, оставам на вас. 5, 4, 3, 2, 1. Start.